Илјадници луѓе пристигнаа од внатрешноста на Србија и пешки од сите населби и предградија на Белград на антивладините демонстрации во центарот на главниот град, откако владата се обиде да го попречи протестот со откажување на поаѓање на возови и автобуси и отежнување на патниот сообраќај со ненајдени работи. Улиците на центарот на Белград се преполни со луѓе, а во текот на целиот ден пристигнуваа нови групи демонстранти со национални знамиња и транспаренти, заедно со вревата што ја прават со свирежи. Nadamo se pre svega jednom mirnom skupu. Ono što je važno naglasiti je da ne očekujemo poslednji skup ovakve vrste. Važno je naglasiti da ljudi ne očekuju da će se danas desiti bilo šta što je radikalno ili epohalno. Naše je sada da prikupimo što više naroda, da se skupimo na jednom mestu, da probamo da se prebrojimo, da vidimo koliko je to naroda koji podržava slobodu i prave vrednosti. Pre svega sam roditelj, bivši student, a trenutno sam i bajker i došao sam da podržim studente u njihovim zahtevima. Pre svega, to su naša deca, naše obaveza da podržimo decu. Mislim da je najvažnije da deci podršku damo. A danas samo da se sve završi mirno i da se svi raziđemo kućama zdravi. To je najvažnije. Dan D definitivno ne postoji. Ovo je početak jedan kraja koji će, nadam se da će proces jedan koji će, nadam, da se završi uskoro. Српскиот председател Александар Вучич во изминатите денови постојано изјавуваше дека собирот ќе биде насилен и дека надлежните знаат за сценарието за предизвикување инциденти, но дека земјата на 15 март ќе стави крај на обоената револуција. Наспроти Српското собрание се уште стојат десетици трактори со кои е ограден Пионерскиот парк и седиштето на председателот на Републиката, додека групата Студенти 2.0, која го поддржува српскиот председател, кампува во паркот од минатиот четврток. Од снимките од социјалните мрежи се гледа дека во кампот пред канцеларијата на Вучич нема само студенти, туку и негови многобројни поддржувачи, кои треба да бидат тампон зона меѓу демонстрантите и официјалното седиште на шефот на државата.